Здраво Македонија, добро вечер и добре дојдовте во вечерното шоу. Во нашето соседство, во Албанија, има бајаги народ кој се разбудил и му протестира на Еди Рама. Знаете, следите веројатно, а поводот за протест е обидот на власта да му дозволи на зетот на Доналд Трамп да сработи голем проект за туристички резорт на една локација во Албанија, во близина на која има фламинга и други ретки птици. Па така се роди така наречената фламинго револуција во Албанија. Повеќе од еден месец има протести и тие изгледаат вака. Ексцентричниот Еди Рама пред некоја недела се побуни и зошто луѓе од Македонија учествувале на протестите, посочувајќи дека тој е против учеството на албанци од Македонија на протестите во Тирана, велејќи дека тие албанците од Македонија не биле дијаспора на Албанија. И јас мислам дека не се дијаспора на Албанија и дека си има матична држава Македонија. Исто како што напиша Еди Рама. Ама има матична држава Македонија и кога тој ги собра на маса во 2017 година сите лидери на партиите кои ги представуваат албанците во Македонија. Се сеќавате на ова, нели? Периодот кога се роди така наречената Тиранска платформа, кога Рама, како балкански татко на албанците, ги собра намаса во Тирана, лидерите на партиите и потпишаа заедничка платформа како предуслов за идни коалиции во Македонија. Услови во таа платформа имаше такви какви што требаше малтене да ја исфрлат ВМРО ДПМН од игра, за да се направи сигурна влада со СДСМ и потоа да се направи се што почна и направија во Македонија, од име, идентитет, историја и така натака. Се сеќаваме, нели, редефинирање на државата. Тогаш имаа ли матична држава албанците од Македонија? Или сега боли кога нему му се клати столицата? Кармата е кучка. Ама, тој нека си ја гледа неговата работа, ние нашата. А кај нас, будење, спомна лидериштето на СДС-то, Венко Филипче, подсетување на неговата нова света мисија. Само за да владеат со националистичка, популистичка реторика и да ги плашат луѓето со тоа дека некој ќе ни го земи идентитетот и јазикот. Срамота е ова што се прави. Ова е срамно, ние ваква власт не заслужуваме и граѓаните мора да се свесни, мора да се разбудат. Да се разбудат и да дадат подршка, затоа што вистинските политики се само во нашиот фронт за вистина и правда. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните и да ни дадат подршка на следните избори, да вратиме власта во рацете ним, во рацете на граѓаните. За жал не може да разбудиме некои од граѓани што само се преправаат дека спијат, да гледаме дека има такви. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните и да ни дадат подршка на следните избори. Што убаво си кажува. И мислам дека му успева. Ајде да видиме што е тоа се што го прават за да ги разбудат граѓаните. Иако досега историски исто така има направено доста работи за да се разбудат граѓаните, ама налет, настрана нека се Заев и Ковачевски. Еве, Филипче да видиме што прави за будењето на граѓаните. Додека тој веројатно сонува улици полни како во Тирана или промени како во Будимпешта. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Земам лична одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Така е, се започна со ова нудење дека тој ја дава кариерата само да ставиме бугари во устав. Ова е крајот на 2024 година, неколку месеци од како дојде во СДСМ тој на власт, директно од претходната позиција директор на фондацијата Заев. Прекрасно, нели? Будењето продолжи. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Добро, ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Го разбуди и народот со сознанието дека никаде не сме чуле негирање од Бугарија за нашиот идентитет. Браво, јунак! И се лутеше што нема уставни измени, па реши да ги буди граѓаните и да удри по маса. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Оваа власт мора да се смени. Оваа власт е предавничка. Ги предаде националните интереси и ги предаде интересите на граѓаните. Затоа што лажат дека има некаков ризик во уставните измени. Владата била предавничка. Преродбеникот, пробудителот реши да ги разбуди граѓаните дека ние македонците ги провоцираме соседите, а не обратно. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Ние мораме да постапуваме у духот на добрососедските односи.
Затоа што се случува во изминатите 2 години? Само провокација од наша страна. Влошување на меѓусоседските односи. Па вештачки непријатели се грците и бугарите благодарение на оваа влада. Само провокација кон едната и кон другата страна. Така. Дополнително, сака да се разбудите луѓе и да разберете, да сватите дека нема ни вето од бугарите, туку ветото доаѓа од Христијан Мицкоски. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Човекот кој што сега стави вето на пристапниот процес на Македонија во Европа има име и презиме, се вика Христијан Мицкоски. Ептен ангажиран преродбеников ги будеше граѓаните и ги разбуди дека има иста реторика Венко Филипче и бугарските политичари. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Прашањето за малцинствата во Уставот не е бугарско, туку е европско прашање. И тоа е услов на Европската Унија, а не на Бугарија. Европско, а не билатерално прашање. Френското предложение е европейското предложение. Европейското предложение към Република Северна Македонија за започване на преговори вклучва промяната на Конституцията. Това е само началното условие, промяната на Конституцията и включването на българите както в преамбюла, така и във всички части на Конституцията, които са свързани с правата на гражданите на Република Северна Македония. Това не е билатерален някакъв спор. Това условие за промяната на Конституцията не е българско условие, а европейското условие. За това Не е бугарско, туку е европско прашање. Европейски човек е Венко. Се надевам сте будни да го следите ова. Баш се сладки, нели? Исти думи думаат. Срцки. Будењето продолжи вака. Венко е европеецот со иста реторика со еден, например, Андреј Ковачев, а Мицкоски е руски играч со иста реторика со 80% од народот во Македонија. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Се повеќе излегува на виделина, всушност дека премиерот Христијан Мицкоски е прокси руски играч во регионот и тука во Македонија. Штета што ова будење не дојде до Мерц, Макрон, Кошта, Марта Кос и сите останати. Сите тие се уште заспани. Ама ајде лека по лека ќе ги разбудиш и нив само упорно. Треба само да им препишеш како терапија по 3 пати на ден да те слушаат како им повторуваш исти работи и ќе се разбудат веднаш. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Вистинскиот чекор напред се вика уставни измени. Тоа треба да се случи во земја. Го повикувам Христијан Мицкоски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени. Заеднички ја преземаме одговорноста и ја споделуваме одговорноста за спроведување на уставните измени. Откако не му успеа терапијата, реши да го буди народот на востание и на референдум за уставните измени, референдум за бугари во устав. Абе, војводиште е Венко, нема лабаво. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Нека власта го распише референдумот. Нека распише власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. Не може Христијан Тино Мицкоски да одлучува за нашите судбини. Да распишат референдум треба. Го будеше и народот дека протоколите со Бугарија се небитни и дека преку Историската комисија ние не може да имаме вето, какво што сме имале многу пати во минатото. И протоколите за кои Бугарија вели дека се највредниот дел од францускиот предлог биле неважни, нели? Венко нема време да слуша такви изјави кои доаѓаат од Бугарија. Тој го буди народот. Станете, луѓе, станете! Небитни се протоколите на кои инсистира Бугарија и во кои има механизам за вето ако не се комшииве задоволни од работата на Историската комисија. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Протоколите кои што се веќе усвоени и првиот протокол, каде што се преземаат обврски да се почитуваат и договорите за меѓусоседство и да се охрабри да работи Историската комисија, што не е услов формален, официјален, да биде после утре предмет на блокада на евроинтегративниот пат, е нешто што го говориме цело време. Още повече, че протокола, бидейки час и свързан с преговорната рамка, там също има механизъм, който да проследява неговото изпълнение и
Този механизъм всъщност ангажира останалите страни членки да следят за това изпълнение. Не е сам по себе си просто двустранен протокол. Това е най-ценното на така нареченото френско предложение. Пробудител, емослободител на телевизии. Ве будеше, Венко, да ве подсетам и дека самата историска комисија, таа целата е скоро небитна. Она кој ми ја подпиша неговиот ментор Зоран Заев. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Од бугарска страна ние се задоволни со работата на историската комисија, тоа нема да значи повторно основа за ново играње. Историската комисија не е основа за нова или било каква блокада понатаму во процесот на интеграција. Дека Бугарија се подготвува да стави вето на пристапните преговори на Македонија со ЕУ, се закани европратеникот Андреј Ковачев, кој доаѓа од партијата ГЕРБ на премиерот на Бугарија Бојко Борисов. Тој вели дека е против стопирање на работата на Комисијата за историските прашања поради изборите во Македонија. Ако до месец јуни не проработи историската комисија и властите во Скопје продолжат со фалсификување на историјата, Бугарија нема да даде согласност за започнување на предпристапните преговори. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Значи, никој не кажува дека комисијата историска не треба да работи. Туку дека таа историска комисија и тие одлуки не го компрометираат, ниту може да го блокираат евроинтегративниот процес. Тоа е суштината. Гоце Делчев е новиот услов за добивање на датум за старт на преговори со Европската унија. Условот стигна лично од бугарскиот премиер Бојко Борисов. Това е. Преродбеникот зеде да ве буди, да не спиете и да мислите дека Бугарија не ни го признава јазикот. Това не е точно, казва Венко. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Каде што стои? Јасно, преговарачката рамка, во кој што е признаен македонскиот јазик. И официјално е подпишан договор на македонски јазик. България не признава техния официален език. Ништо в процеса на присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз не може да бъде тълкувано като признание на Република България на съществуването на македонски език. Абе, кјутете бе, ке не заспиете пак, а таман Венко зема убаво да не буди. Дополнително зеде да ве разбуди луѓе, да сватите и каков калибар е тој, каков карактер, каков човек, па подсети дека на времето, владата во која беше тој поднела оставка поради тетовската трагедија. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Целата влада практично си замине после пожарот во Тетово. Пазете каков степен сме покажале на свесност, на одговорност. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не вие како човек размисливте. Не размислував. Мајку му, а ние заспани ве памтиме дека владата не поднесе оставка после таа трагедија, туку после поразот на локални 2 месеци подосна. Ама заспани сме ние, Пинокио ќе не разбуди. Тој не будеше и од сонот, за да ни каже дека Македонија е предадена и доаѓаат мигранти од Британија. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Почитувани граѓани, ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Сите овие изминати денови бараме да одговорат дали е договорен план за превземање мигранти, дали ќе им се дозволи и ќе им се даде престој, дали ќе им се обезбеди работа, дали потоа ќе добијат македонски пасоши, дали планираат да ги сместат во шатори или да им градат социјални станови. И како што гледате, одговор нема. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. И по моделот на Вучич, ке има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите, Мицковски сега со истата техника сака да го протне проектот Мигранти за пари. Ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија.
Многу ми се допаѓа како цело време ја говори вистината и лека по лека не буди сите да го сватиме тоа и да не заборавиме конечно зеде да го буди народот дека ова што јас ви го покажувам срам да ми е и што го работат колегите во Алфа, срам да име на сите, тоа е непостоечко, неточно дека ние ве лажеме вас, а тој ја говори вистината. И треба да се разбудите и од тој сон дека сите факти кои сте ги виделе тука и ги негираат неговите зборови, тие не се точни. Само тој што ќе каже е вистина и тој ќе ослободи вистината дури и од медиумите. Кој ќе му опонира, ќе му побие некој став, по брза постапка оди на црна листа и му штанца соопштенија партиски на нивниот вебсайт. Геро, Лата, Сивона, Мечка, од пред некој дени Педжа Арсовски, да не зборувам за партиските другари до вчерашни негови. А нас во Алфа, нас најмногу не сака и затоа ќе не ослободи. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. Господин Дирекчан, јас сум медија телевизија Алфа, би сакала и да неколку пати сте поканали да дојдете кај нас. Би сакала да ви одговор дали ќе дојдете. Кога ќе дојдете, не сакате да дојдете. Благодарам поканата, а ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум. Еве, сега на одмор ќе одиме ние со емисиите, па имаш фронт за ослободување. Само како што си тргнал да го будиш народот, ако го разбудиш чуварот навечер, може да стане белја работата. И за крај, како заклучок, на толкавата голема желба за будење, каква што видовме пред малку дека има, да не му е целта вакво будење, бе луѓе? И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните. 2-3 месеци не спиеш и се разбудуваш како бугарин. Смешно, ама не е смешно, нели? Заклучок. Не сака тој да буди граѓани. Сака да ве заспие. Во сонот во кој дел од народот го заспе и Зоран Заев кога ветуваше одбрана бетон, а се случи распродажба на најсветото. Не сака да буди граѓани, туку има проблем, бидејќи граѓаните, народот, вие, македонците, сте будни и не само што сте будни, туку и следите што постојано се случува. Тоа му е проблемот. Ама, тоа е негов проблем. Case closed, го затварам случајот до септември. Одиме на разговорот во студио. Вечерва за последен пат оваа сезона со Бране Светозаревич и уште една прекрасна историска лекција која навистина исправно, заслужено, со кејф ќе ве остави будни. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу, петочно издание, второ за оваа недела и последно во првата долга сезона на вечерното шоу, која трае, само да проверам, да не ве излажам, 434 епизоди. Немаше посоодветен човек со кој сакам да ја завршам оваа прва сезона, условно кажано, која трае 4-5 години, од доктор Бранислав Светозаревич. Бране, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Одамна не си ми бил во емисија. Одамна ти немам дојдено на гости. Благодарам што ме повика вечерва. Ти си малку повозрасен од мене, а мислам ни тие Династија немаа по 400 епизоди во сезона. Ни индиски, ни сите серии вака ги имаме победено, бидејќи знаеш и ти знае и публиката, откако започна во март 2022 до ден денес имам неработено, не по своја волја, јас сум сакал и на Нова година емисија да имам, ама од телевизија ми рекле, дечко, дај, разуми се, бркај работа. Значи, 2 нови години имам фатено и, не знам, 2-3 велики петоци, можда и еден духов ден, така некако. Но едно, не повеќе од 6-7 термини кои требало да бидат редовни со емисија, сум ги прескокнал сето друго време, секоја недела, по 2 пати, за да го правиме она што сакаме да го правиме, она што граѓаните заслужуваат да го гледаат. Искрено верувам во тоа, особено кога ти си ми гостин, така да ти благодарам што ја прифати поканата да ја затвориме оваа долга сезона до септември, некаде ќе одмориме. Ти честитам на тој успех, наистина потват, би рекол, кој не е карактеристичен за нашиве простори, ама ентузијазмот кај тебе е многу силен. И тоа наистина се гледа и те држи. Таа свежина што ја имаш и во најтешки моменти, еве, си заслужил конечно да и ти да бидеш малку
на некој Кога еден доктор ќе каже дека сум заслужил. Докторе, благодарам. Кога сме кај ентузијазмот и честитките, сега да не правиме Сердаре војводо, но ете, знае публиката дека пред колку месеци и пол, мислам, така, два... Да, може би два. Така, го промовираше вториот том. Тоа беше, но веќе помина 4-5 месеци, да. Не, декември. Не, ама емисија кога правевме последно? Емисија, да, пред 2 месеци. Така, пред 2 месеци. Да, 2-3. И најавувавме што ќе работиме во наредните, не знам, 50 емисии со тебе, во продолжението на епохалното дело Македонци, сведоштва за идентитетското име и јазикот, 1453-1944 година, вториот том, тоа ќе ни е така спиритус мовенси на вечерашнава емисија и се што ти си приготвил за нашата сакана публика на неослободената се уште Алфа телевизија, да си ја работиме нашата тема, бидејќи иако е малце стишана атмосферата е стишана, зборувам за на добрососедски план, сепак статус квото кога е во прашање нашата постојана борба да се докажуваме, односно ние малце ја модулираме, одиме во офанзива, борбата продолжува. Така да, генерале, заповјадај, што би рекле добрите соседи. Благодарам. Јас се одлучив некако и доаѓа по некој ред, но беше навистина добар мотив една појава во последно време. Слушаме дека документите кои се презентираат во моите книги всушност се нешто што не е вистина, а наводно дека таму каде што пишувало бугари, сме го читале тоа како македонци. Тоа е еден многу тажен, неуспешен обид кој во науката многу лесно се евидентира и можеби нема потреба ни да се споменува, но ние ќе му дадеме еден... Дали да му дајме простор или не? Нема потреба. Мислам дека треба само да одиме по она што ни го покажува документите. Дајте само лаптоп кратко, мислам чисто да знаат луѓето, кој сака може да си погледне, да не губиме време. Лаптоп само мој режија, ве замолувам секунда. Без тонки ова, само да покажаме на фактичка ситуација. Ова е Facebook профилот на Бране и го коментира токму тоа што го зборувал поранешниот премиер и на времето војводата Љубчо Георгиевски за некои документи, дека 70% од документите биле од историчарот Матковски. Да, Матковски. И дека таму имало фризирање, кај што стоело бугари, тој пишувал македонци, ти си го цитирали така натака. Да, таа изјава покажува мене лично, ми докажува колку всушност зборува невистини. Затоа што точно знам што сум напишал. И точно знам колку години сум вложил. Ова површност може да ја наречеме. Површност, меѓутоа и тенденциозност. Ангажирана површност. Ангажирана површност да се релативизира се она што во историјата може да се открие како македонско. И да се обесхрабрат оние кои можеби се понадевале дека е така, а сега еве тој како стручњак, нели, со една реченица сака сето тоа да го релативизира, да. Добро, но баба лаже, трап не лаже. Така е, апсолутно. И фактите и доказите се и во овие над 800 страни. Не беше само поентата дека ме мотивира да одиме во оваа емисија со документи во кои јасно се гледа, ама секој гледач да може да види во документот дека речиси во сите документи од периодот кој го нагласува, 15, 16, 17, 18 век, секаде покрај бугарите, србите ги има и македонците. Така што нема никаков простор за некакво мешање на поимите.
Така што тоа е една работа. Втората работа е навистина она што во нашата историографија малку му се дава значење, а тоа се изворите од Западна Европа, кои на некој начин, можеби по некоја инерција од социјалистичкиот период, останаа запоставени и недоволно истражени, а за нас тоа значи голем пропуст како македонска историографија. И тука се уште немаме некои посериозни ангажмани за да дојдеме до она што ни е потребно, таа вистина која се гледа веќе во литературата, која и во првиот том ја презентирав, а продолжуваме во вториот том. Затоа насловот на 29-та страница на оваа книга, именувањето на македонците во папската држава и земите во Средна и Западна Европа од 15 до 18 век, ќе ни биде тема на оваа емисија. Јас ќе те замолам полека да го читаме. Зошто? Затоа што даваме вовет еден кој го немаме во друга литература, за да стане појасно и на самите гледачи и оние кои се заинтересирани. Со големо задоволство. Одиме вака. Именувањето на македонците во папската држава и земите во Средна и Западна Европа од 15 до 18 век. Ваквото представување на македонците во Европа се нашло во сферата на интересот на некои големи држави. Погоре во текстот ја спомнавме папската држава, која можеби прва презела конкретни мерки за директно влијание врз македонците уште во 15-тиот век, точно во годината на падот на Константинопол и пропаста на византиската држава. Папата Николај V во 1453 година го основал Илирскиот завод Свети Ероним. Ова беше со печатницата, така ако добро памтам? Печатницата ќе произлезе подоцна од ова. Добро. Во Рим, најпрвин заводот се користел како пансион и болница за лекување на балканските аџии, но подоцна во истиот завод почнало со образование на идните католички мисионери кои по нивното образование се враќале на Балканот за да ја шират католичката вера. Постапно, папската држава во своите акти словенските народи ги преименувала во илирски народи. Целта била преку менувањето на името од Словени во Илири полесно да се изврши историската поврзаност на Рим со античките Илири. Па така во 1485 година во актите на Римската конгрегација првпат наместо терминот славјанин се употребува терминот Илир. Значи тоа е веќе 1485 тоа е 30 години после падот на Константинопол и формирањето на тој завод, имаме веќе први посериозни чекори во кои папската држава не само што сака да пропагира католицизам на овие простори, туку сериозно прави истражувања, почнува со испраќање на мисионери, на луѓе и прифаќање на луѓе од тука во Рим за нивно обучување и нивно школување, за да имаат една нова мисија која во следниот период се борат против муслиманите, кратко кажам. Не само тоа, туку да. Меѓутоа што е многу важно овде, што во тие истражувања тие доаѓаат до одредени сознание заклучоци и извештаи кои ги имаме таму, а се уште од наша страна не се можеби ни 1% проучени, ќе ни дадат драгоцени податоци во иднина за она што тука го гледаме како резултат објавен во литературата и книгите кои ќе ги читаме. Продолжуваме. Во актите на конгрегацијата од 1485 година се јавува изразот Натио Илирика, а од 1496 година и Национис Илирија. Антун Вранчич, 1504-1573 година, хрватски хуманист, поет, дипломат и научник. Неговиот мајчин јазик го нарекува илирски. Патописецот Стефан Герлах во 1573 година во Пазарџиско, денешна Бугарија, видел свето писмо на словенски или илирски јазик. Впрочем, и хрватскиот преродбеник Павле Ритер Витезовиќ, 1652-1713, во неговата книга Кроника во 1696 година ја изложил идејата за пансловенската или панилирската идеја и тврди дека Илир, Словен, Словенец е едно исто и дека илирскиот јазик е всушност
словенски Значи, јазик. да резимираме, веќе во овие векови е прифатен словенскиот јазик како илирски. Имаат исто значење. Сега генетиката покажува дека во сите овие јужнословенски народи има многу и илирски гени. И тоа не било ни случајно што Рим сакал да ги поврзе токму тие илирски провинции, Илирикот, тоа е целиот Балкан, од Словенија доле до Саранда на југ, да ги поврзе и делови, нели, фаќа од Босна, Херцеговина, Македонија, Денес што би се рекло јужното крило на НАТО. Јужното крило на НАТО. Тоа затоа е таа поврзаност и интересно му го наметнува тоа име кое многу брзо било прифатено во балканските држави, особено него го применуваат баш авторите кои сега ги читавме. Меѓутоа, цело време потенцираат дека се работи за исто, за да нема некакви дилеми. Кога се зборува во овие векови за илирски јазик, се мисли на словенски јазик. А сега ќе видиме еден конкретен пример за тоа во една книга. Во продолжение одиме? Да, во продолжение. Германика латина? Тоа е речникот на 4 јазици? Да, ова е фактички книгата на Хиеронимус Мегисер. Речник на 4 јазици, германски, латински, илирски, како и се таму вели илирски како просто го нарекува словенски или италијански, или како го нарекуваат луѓето. Лаптоп. Значи, еве, тука гледаме Илириче ке вулгос клавоника апелатур. Во легендата вели речникот за 4 јазици на Хиеронимус Мегисер, на насловната страница стои и јазикот илирикае ке вулгос клавоника апелатур. Или илирски, како што народот го нарекуваат словенски. Значи, луѓето самите го нарекувале словенски. А во литературата се... Да, Ватикан дава таква номенклатура. Значи, една многу интересна книга која за прв пат описно ни докажува што се случувало. Не може само да толкуваш според другите факти, туку овде нацртано е буквално. Ете така. Добро. Продолжуваме. Втори исклучително значаен институт за пропагирање и ширење на илирството бил словенскиот, односно илирскиот колеж во Лорето во 1580 година. На тој колеж се стипендирале и школувале млади луѓе за католицизмот и оттука произлегувале новите католички мисионери на Балканот. Коледжот во 1593 бил преместен од Лорето во Рим. Нов подем во ширењето на илирската идеја на Балканот меѓу народите кои зборувале на словенски јазици се случува со формирањето на Конгрегацијата за пропагирање на верата, Конгрегатио де пропаганда фиде, во 1622 година. Борејќи се против растечкиот протестантизам, ова тело е проширило својата пропагандна дејност и на Балканот. Пропагандната дејност се одвивала преку повеќе форми на влијание и не само директно од папската држава. Во едно писмо на еден познат балкански бунтовник и авантурист од грандиозен формат, така наречен Султан Јахја, до Конгрегацијата за пропаганда на верата од 4. октомври 1646 година, ја истакнува тешката состојба во која се наоѓале христијаните на јужно-балканскиот простор, денешна Македонија, Северна Грција, Бугарија и Албанија, каде што споменува и градови од Македонија, како што се Ксанти, Филипи, Драма, Кавала, Сер, Воден, Битола, Скопје, Тикве, Струмица и други. Притоа, ја изнел тешката состојба на христијаните, дека многу од нив се непокрстени и дека е потребно конгрегацијата да ја обнови Јустинијана Прима и таму да се постави надбискуп, кој би бил свештеник, писмен со словенски јазик и вешт во грчките, односно православни обреди. Под негова јурисдикција би требало да бидат сите поранешни епископии на Јустинијанија Прима. Дури како конкретен предлог од негова страна го споменува името на неговиот пријател фра Рафаел Кроато. Конгрегацијата ова писмо го примила на разгледување и во 1647 година римскиот папа Инокенти X го назначил фра Рафаел Леваковиќ за охридски надбискуп. Хајде мајгада. И овие потези на конгрегацијата од Рим укажуваат на сериозните намери за ширење на католичката вера во Македонија. Во Охрид ни го пратиле. Ете така, значи да видиме овде читателот ќе се увери колку сериозна била таа намера за пропаганда на католичката вера. Значи, дури со назначување, иако
од тоа немале поддршка од османлиската држава. Напротив, биле во судир. Напротив, и тие го назначиле овој човек кој никогаш фактички не можел да биде, меѓутоа сметале на тоа да еден ден застане како надбискуп во Охрид, што укажува на сериозните намери, но и она што ние сега го имаме како извори, за да сватиме колку се овие извори за нас значајни, колку нас тие извори не откриваат како македонци. Сега ќе одиме на 38-та страница. Добро. За Паоло Джовио да продолжам? Да, сега овде е интересен овој случај. Ќе почнеш од третиот пасус. Добро. Царскиот принц Николас Кристофер или Криштоф Радживил со прекар Сиракот на полски Миколај Криштоф Радживил во 1601 година објавил книга за неговото патување во Ерусалим, Сирија, Блискиот Исток. Во 1583 година, тогаш било патувањето, и во неа дава информации за многу луѓе кои ги сретнал на тие патувања. Меѓу другите, таму запознал еден монах по име Дионисий, кој зборувал со него словенски, а по националност бил македонец. Дионисиус Дамаскенус Монахус, национе мачедо, лингва интелекта, цепит мекум склавонике локви. Сега, што е интересно тука? Се работи, значи, за полски висок, да речеме, од високиот клер и представник на феудалиците во Полска, инаку во тоа време Полска е дел од Полско-Литванското царство. Сега тука тој се представува како принц, но всушност бил на ниво на кнез. Меѓутоа од едно многу видно семејство за полската историја. Како човек кој го познавал словенскиот јазик, во неговото патешествие се сретнал со Дионисий, кој почнал да зборува со него на словенски јазик, меѓутоа по националност бил македонец. Да, сега тука треба да ги објасниме поимете, за да стане јасно како се може да се манипулира со оваа работа, затоа што сега многу често гледаме сите кои не се историчари станаа историчари и како сакаат така си ги објаснуваат работите. Во историјата е многу покомплексно да се разбере историјата. Значи, да се знае, тоа е доволно да се прочита нешто и да се знае, но да се разбере, меѓу знаење и разбирање има огромна разлика. Да видиме сега овој пример. Тука сум од тој текст сум ги извоил имињата кои тој ги спомнува со едниот други националности, германски швајцарец. Ајде да видиме. Ајде, авторот Радживил споменувајќи македонска националност, односно национе Мацедо, спомнува кај други луѓе хелветска, односно швајцарска и германска националност. Те молам само потенцирај ги, ете тука се гледа. Меус, да, дајте. Со сино, Меус национе Германус. Долу, национе Хелветус. А горе? Односно, македонците ги третира исто како швајцарците и германците. Најгоре со црвено, ево го маусот, национе Мацедо. Значи, за него сега, ги третира еднакво. Меѓутоа, да беше овде Булгарос да пишуваше, добро. Сега тоа ќе беше доволен доказ за бугарите, најголем број од нив, дека се работи, бугарска нација во почетокот на 17 век, 1601 година. Но, ајде да анализираме малку што значи натио низ времето. Добро. Продолжуваме на 39-та страница. Но што означува терминот национе во тој период? Според одредени анализи, истите термини имаат различно значење во различни периоди. Така термините генс и натио во средниот век означувале народ во политичка смисла, а имале преносно значење и за групации, војска и слично. Смислата на натио и национес
од 13 век се изменила и почнала не сосема јасно да означува јазички целини. Во 15 век во терминот натио во Германија означувал суверена општествена заедница, но не и државна. Значи натио се користел за означување група луѓе со заедничко потекло, јазик или територија, односно културни или етнички заедници. Но поимот натио или натионе како облик на истата именка, аблатив или локатив, не само што немал значење како модерна нација, туку употребата на овие поими се применувала како канцелариски или административен карактер во црковни, политички, летописни, универзитетски документи за групирање на студентите според заедничко, територијално или етнолингвистичко потекло, или репортажи на потописци и хроничари, се за полесно одредување на правно-политичките категории. Модерниот национализам и идејата за нација држава ќе се развива главно во 18 и 19 век, например Франција, Германија, Италија и други. Според тоа, освен ваквото значење на овие поими во канцелариско-административна или универзитетска конотација, меѓу обичниот народ воопшто не постоела посебна француска, германска или италијанска национална свест во обичниот народ. Например, не постоела во тој период германска држава, туку мноштво на кнежества и градови држави. Не постоела италијанска држава, туку градови држави и папската држава. Идентификацијата кај обичните луѓе во овие држави се сведувала на локалната заедница, село-град, религијата, христијанство, католицизам, протестанство, господарот или феудалецот, јазикот или дијалектот и родот или семејството. Дури и жителите на соседните села се сметале меѓу себе нели за туги село со село. Лојалноста пак се дефинирала кон феудалецот, а не кон државата која не постоела или кон народот. Ниту германскиот, ниту италијанскиот не биле стандардизирани. Луѓето зборувале регионални дијалекти, често и меѓусебно неразбирливи. Народот бил главно неписмен. Германија тогаш била дел од лабавата конфедерација наречена Свето Римско царство, а терминот германска нација се користел во црковно-административен и елитен контекст, но не и кај доминантно бројното селанство. Во Италија луѓето се идентификувале како флорентијанци или фирентинци, неаполци, венецијанци и така натака. Италијанскиот јазик дури не бил ни доминантен и се користел во културните елити. Така заклучуваме дека обичните луѓе во периодот од 15 до 18 век во Германија и Италија немале национална свест како што ја разбираме денес. Тоа не наведува дека терминот национе мацедо, кој го среќаваме токму во литературата издавана на денешните простори на Италија, Германија и Австрија, можеме да го третираме со тамошните сваќања на тоа време. Во горе наведените примери со национе мацедо, национе германус и национе хелветус, компаративно и аналогно доаѓаме до заклучок дека авторот, кој припаѓал на царските советнички кругови, македонците ги става на исто идентитетско рамниште со германците и швајцарците, кога истиот автор пишува за неговата средба со Дионис Дамаскин, монах од Дамаск, по потекло, односно народност македонец, и истиот зборувал словенски, односно кога го слушна јазикот почна да зборува со мене на словенски, констатиравме дека несомнено се работи за припадник на предците на современите македонци по најмалку две основи: именската и јазичната или постојање на етнолингвистичка припадност. Од друга страна, во 1583 година, за која пишува авторот, припаѓа на период кога не постоела германска, швајцарска и македонска нација, но за сите три примери изразот национе покажува етнокултурна и именска идентификација. Благодарам. Што не е мала работа. Што не е мала работа, тоа е огромна работа. Но, еве, уште еднаш да повториме. Германија во тоа време не постои како држава, е дел од лабавата Хабсбуршка монархија која имала влијание врз нив, дури и Швајцарија не постоела. Иако формално таа де факто била веќе една заедница, една целина, но де јуре ќе поминат уште 50 на 60 години додека не се формира како посебна држава. Значи, ниту пак Македонија, а Македонија била дел од Османлиското царство. Меѓутоа, третирањето на македонците овде има сосема еднакво значење со германците и швајцарците во тоа време. Вака, само на ваков начин ние ќе можеме да дојдеме до оние вистински резултати во компаративните методи
и со Западот, Така за да е. дојдеме до она што треба да го разјасниме, што значи името македонци во одредени периоди и на одредени места. Затоа што во Османлиското царство тоа било сосем анулирано, нели? Рековме, таму е битна идентификацијата, она што е поврзана со верата, а не со некаква друга целина, како што во овој случај го покажуваат овие примери. Сега, ќе одиме сега со, иако читавме во првиот том доста примери од ова, продолжуваме сега со нови примери, за да можат гледачите да видат колку името македонци фактички е присутно, а јас сум многу упорен во оваа работа, Бога ми си. затоа што ќе ни треба доста време и самите на себе си некои работи да ги расчистиме, дури и во нашата наука. Одиме на 219-та страница. Добро. Да почнеме или И ќе тука даваш повеќе? почни со читање на Данчо македонски? да, на примери. Примери, добро. 1439 година. Данчо македонски, Хабсбуршка монархија. Хеј мајгад. Во 1439 година во рамките на Хабсбуршката монархија во денешна Војводина, Република Србија, се појавил моќен благородник Данчо македонски, во оригиналот како Данч Машедонијај, како било ова ЦЗ на мажарски. Macedonија. Ајде, Macedoniјај, кој бил дојден од Македонија. Значи, вакви примери имаме многу. Јас имав, нели читавме од првиот том, за да не ги повторуваме. Се работи за благородници кои на своето име го додаваат атрибутот македонски заради своето територијално потекло, но рековме дека македонците кога се представувале во тие држави, во таа голема Хабсбуршка монархија која е половина денешна Западна Европа, кога се представувале македонците како македонци, секогаш биле со воскит и почит. Примани таму затоа што сите знаат кои се македонците во Библијата. Тоа е најчитаната книга на сите времења и исто така во тоа време на хуманизмот и ренесансата многу се обновила литературата поврзана со античка Македонија. На таков начин, лесно препознатливи, самите македонци почувствувале дека тоа е многу значајно за тамошните луѓе и култура и тие тоа го назначувале уште повеќе. Логично. Продолжуваме? Да. 1461 или 2 година. Павле Мавроцен, Венеција. Венецијанскиот пратеник Павле Мавроцен изработил еден проект за организирање воени експедиции на Османлиското царство. Во проектот се предвидувало вклучување на балканските народи во борбата против ова царство и тоа на бугарите, србите, босанците, македонците и грците. Во оригиналот стои Omnem Bulgarium, Serviјан, Босинијам, Macedoniјам, Грекијам. Без тенденција да прикажувам такви некои компарации, грото од документите тоа самите го покажува. Значи, јас кога сум барал македонци, не сум барал тука да се спомнати бугарите и србите, но секаде, да речеме, во 90% се набројуваат едните и третите и другите и третите, што укажува на тоа дека македонците цело време се третираат. Ама ти не знаеш, Бране, сите други се овде народи, а македонци е географска тоа исто така сака. И исто слушнав една, нели, во коментарите тука, тенденциозни, дека кога тоа се зборува за македонци, тоа значи влашки, можеби, контекст или грчки и така натаму, што исто така е неточно, затоа што во овие периоди за среќа наша и на науката нема век каде што не пронаоѓам и зборови или молитви со кои македонците се изразувале, на кој јазик тоа го изразувале. И таму повеќе е од јасно е дека
ќе имаме и такви примери, ќе ги прочитаме дека се станува збор за токму за предците на македонскиот современ народ. Ова ме интересира. Сега ова е блиску во периодот на, мислам, Колумбо беше 1492. Да. Бидејќи во Шпанија сега одиме. Да. 1498 година Родриго Фернандес де Сантаелја, Кралство Шпанија. На 209 страница стои Мацедо Донис, машки род. Било име на крал таму каде што провинцијата наречена Македонија го добила името. Мацедо Донис, исто така, е родово име или народно име и значи човек, луѓе, маш или жена од Македонија. Се имаме на 221 страница од таа книга. Аха. Фототипно. Добро, чеки ќе зголемам. И тука можеме да видиме. Ленгуа Macedоnica овде. Да, тука од истиот автор се спомнува македонски јазик. Македонскиот јазик. И тоа е најстара, оваа верзија од 1555, а првото издание на оваа книга е од 1499 година. Значи, крајот на 15 век се спомнува македонски јазик за прв пат. Сега некој ќе рече, па добро, ама овде не станува збор за јазикот на македонците од тој период, туку за античките македонци. Па добро, нека биде за античките, нели и античките македонци зборувале грчки. Што е проблемот? Значи, одличен парадокс се ги изложи, со кој што ќе се соочат еден ден кога повторно грците ќе се активираат и онаа работа во комисијата што ни ја кријат, нели тоа било забрането за споделување со јавноста, за кој што се пофали Спиридон Светас, веќе покојниот поранешен член на таа комисија од грчка страна, токму дека кога наоѓале вака извори ќе стои некаде македонец, македонски, Мацедо и така натака, дека се однесувало на нивното, на според Преспански договор, нивниот определен дел за разбирање и поимање на Македонија како засебна културно-историска единка во нивниот грчки идентитет. Но еве, чим е така, зошто во 15 век стои таму македонски јазик, ако тие зборувале грчки? Така е, апсолутно. И да не се лажеме, грците во тој период ни на крај паметно им доаѓало да се прикажуваат во Западна Европа како македонци, туку напротив како грци, затоа што тие биле привилегирани и во Западна Европа како такви и во Османлиското царство, каде што служеле и на султанот и на сите паши за превод, за трговија, за морепловство и така натаму. Да се биде грк во тоа време, ние велиме грк, но како тогаш ги нарекувале, тоа е друго прашање. Секогаш се представувале оние кои биле привилегирани во тоа општество. Така што ни на крајот на паметот, а и не сум видел некои такви примери каде што, а обратно има, македонец да се прикаже како грк, но грк како македонец не. Добро. Одиме понатаму, пак се враќаме на 219-та страница. Добро. Каспар Пајцер, Германија. Каспар Пајцер, 1562-3 година. Каспар Пајцер, Германија. Во книгата под наслов Трета книга, добри сме. Да. Трета книга од хрониката на Карион, во еден незин пасус стои: синот Бајазид, кој откако избега од битката, се префрли во Сефтим и Абит Хелефонд ќе ги донесе во Европа, со пари заедно со некои од остатоците од поразените сили, кои до неодамна ги измачуваше трибалите, бугарите и македонците. Каде што македонците се споменати како етнокултурна група. Трибали мисли на србите, така? Тука имаме и илустрација за тоа. Ајде. Трибалос, булгарос и Macedonас, србите, така? Да. Значи, не може никако тука да кажеме дека македонците всушност биле бугари. Како бе, Бране? Дај да направиме некако, сега ми отежнуваш работата на... Да, жал ми е. Може ли некако место ова и ента равенка, само да ставиме еднакво? Ако даваш доволно
креативни идеи, мислам дека ќе успееш. Зошто да не? Еве совет. Или да фуснота да стои дека Трибалос се однесува и Булгарос на етнокултурна група, а Македонас на припадници на географскиот регион. Како сакаме, така ќе ги толкуваме и готово. Си земеш вака чери пикинг, тоа си, ова ми одговара, ова ми одговара, ова ми одговара, и ќе си ја направиш манџата и после ќе ти давам вето ако не ми ја јадиш манџата. Одиме понатаму да сработиме уште некој вето за Македонија. 1537 година Марин Барлети, Албанија, Османлиско царство. Скендербек ги исполнил достапните патишта меѓу Манипул со избрани војници, своите дебрани и со македонци кои биле лесно вооружени. Марин Барлети е најпознатиот биограф на Скендербек и негови верзии на книгата има безброј. Во најстарата сочувана стои дека се словени од Македонија. Но има доста од оние книги кои после се преведувани на запад каде што стои македонци наместо словени. Ова морам да го истакнам затоа што тоа е така. Добро. И тоа покажува добро дека името македонско воопшто не било непознато за тој период. Одиме понатаму. Ѓорџо Ѓулио Кловио Мачедо, хеј? Хрватска, Хабсбуршка монархија. Живеел од 1498 до 1578 година. Наречен е Мачедо поради неговото македонско потекло. Бил роден во Хрватска од семејство по потекло од Македонија. Се смета за најдобриот уметник минијатурист во своето време. Види го ти Ѓоргија? Да, ова е најголемо име всушност во Европа за ваков тип на сликарство. И тој исто така Знаеш дека не сме го учеле, еве јас. Како атрибут го додава на своето име и презиме и мачето. Ми се чини, ајде да не грешам душа, ама 95% сум сигурен дека не сме го учеле во историја на уметност. Не. А сум имал предмети на факултет и така натаму. Не, многу работи сме ги запоставиле од оваа гледна точка за која зборуваме цело време, така што навистина ако сакаме да направиме некој сериозен исчекор, ќе мора да се од државата да се помогне, да се создадат екипи кои ќе истражуваат во Ватиканскиот архив во Виена дополнително и на други места Венеција, каде што се пребогати со податоци за нашите предци. Еве, дајте само лаптоп секунда. На брзина го изгуглав неговото име. Чекај, ќе соберам малце вака за да се гледа. Добро. Тешко се гледа, но во суштина има само два линка каде што е спомнат Ѓулио Кловио барав. Тоа се две некои Facebook групи, но затоа AI-от на Google знае да каже и вика дека бил со македонско потекло од таткова страна, често го користел прекарот фала Мачедо и бил наречен Микеланџело на минијатурата. Така е. Вау. Браво. Тие биле горди на своето потекло и секогаш го истакнувале. И благодарејќи на таквите луѓе тоа име живеело. Истото се случува и во 19 век нашите кога оделе во Соединетите Американски држави. Да, така е. Дури и на гробовите ете така, секаде што е невообичаено. Сите биле горди на тоа име што го носат. Одиме понатаму? Да. Паоло Јовио 222. 1561 година. Паоло Јовио, Италија, папска држава. Се споменуваат бугари, македонци и трибали. Ево со зелено Булгарос, Трибалос со сино, Македонас Македонас со црвено. Да. И што правиме се? Па, ете, малку ќе ни треба другарот Тито да го имагинација за да го дотераме. Да пробам. Овде не можам ни равенка да ставам, има срби меѓу нас, Трибалос. 1565 година, Јохан Карион, Германија. Ајде, бране беше. Трибалос, Булгарос,
Macedonас. Значи, секаде низ Европа истото е. Еве го и подолу. Еве го Јохан Карион, така? Да, повторно, нели, Да, раскажува за битките со Бајазид, Косовската битка. Каде што уште имао Карион, ева на да, подолу. Кроникон Карионис, 1572 година. Селебен синот на Бајазид, она што го Да. Значи, што го читавме погоре, така, ево го кај други автори. Кај другите автори. Мајко му стара. Трибалос, Булгарос ен Macedonас. Повторно издвоени како посебни така е групи. Еве, не мора да навлегуваме. Што и да е, секогаш се еднакво третирани со другите. Да. Како сакаат, еве, нека кажат. Не прашање, ама нели имаме 1300 години бугарска историја, така Радев викаше? Да. Како? 1300 години. Иако со Стојко Стојков една прекрасна емисија имавме, сите се прекрасни, ама во една, колку реално години сме биле во заедничка Точно. Во заедничка држава, многу малку. Многу малку, неколку децении. Ама, добро, како и да е. Одиме понатаму? Да. Се заиграв, интересно ми, мислам, не очекував ништо помалку од тебе. 1581 година, Абрахам де Бруин, Кралство Франција. Во книгата Секоја носија на народите од Европа, Азија, Африка и Америка. Ја нацртал покрај 74 други носии и македонската женска носија. Пишува тука првиот збор, не го препознам, но Македоника е вториот. Еве го овдека. Значи, и во носиите македонците се препознавале, биле различни од другите етникуми во тоа време, меѓу кои се наброени таму и бугарите, и грците, и србите и така натаму. Еве го ова за монахот Диоскин Дамаск. Да, Дионис Дамаскин. Да, тоа е тој текстот. На Тионе Мацедо. Добро, продолжуваме. Каспар Пајц, 1594 година, Германија, Хабсбуршка монархија. Авторот пишувајќи за султанот Бајазид, овие и си преземале едни од други. Си преземале, да, така е, затоа што добро, и додавале нешто, не е само, секој имал своја верзија, меѓутоа, она што е битно е дека сите за Косовската битка сметаат како автори различни од различни држави дека се станува збор за учество на овие три етноса. Еве Лоренц Шојал, Германија, ова е добро, 1596 година. Булгарос, Сервиос е Macedonас. Така е. Значи ги споменува бугарите, србите и македонците. Да. Во делот во кој се зборува за Мехмет I. Така. Нели 1389-1421 година. Интересно, брани, интересно е, апсолутно. Затоа инсистирав за да секој може да прочита, но не само да прочита, туку може и лесно да провери. Имаме и поезија сега. Кога ќе се исклуца на компјутер или на интернет насловот на книгата, може да се дојде до тие страници каде што може да се провери истото. Сега да читам поезија? Па, ајде да речеме, не мора да читаш, меѓутоа, ете и во поезијата... 1597 година. Кај овој шпански. Алонсо де Ерсилја. Да. Започнува со отворете ми, о свети музи и така натака, им се обреќа на музите и вели, видов хрвати, далматинци, словени, бугари, албанци, трансилванци, татари, тракијци, грци, македонци, турци, лидици, ерменци, грузици, сиријци, арапи, ликици, нубиди, сарацени, африканци. Овде може и една кратко објаснување, ако сакаш, за оние што викаат како и хрвати и далматинци, тако биле како засебен идентитет. Во тоа време, да речеме, никаде не се спомнува, барем јас до сега не сум видел, а разговарав и со двајца професори на Сплитскиот универзитет, во овие векови секаде се спомнува далматински јазик, а не хрватски. Но се работи за истиот. Но никој не им го оспорува дека тоа... Да. Само кај нас овде, во овој дел од Балканот, се измислуваат нови некои правила, онака како што во моментот ти одговара, така да го објасниш.
Тоа е исто како, например, ако сите сега се сетат дека половина Европа била во рамките на Светото Римско царство, иако нема врска со... И Италија сега да земе и сега рече, да почне да ги... сите сте вие римјани. Сите се имаме римјани, право не да сте го освоиме, ни германци, ни пољаци, ни И види еден австрици. ден, ако пример светот оди во таа насока, да Италија реши да ја окупира некои земји во Европа, сега снимам филм, ама тоа е вистината. Ке започне да раскажува такви приказни дека треба да се возобнови Светото Римско царство, дека имаме заедничка историја, култура, традиција која што траела, нели, Така е. каде како. Многу лесно може Како да што се Русија во манипулира. Украина, сега безброј пати го спомнуваме ова, но тоа е вистината. Како што 2 века после битката на Беласица се препишувале, односно се давале верзии на историските настани кои што тогаш им биле опортуни за Византија во однос на Бугарија и така Еве ја натаму. спомна Византија, например. Ниту еден имало Бајдој не се викала 92 тројца Ромеја. императори. Ниту еден не слушнал за државата Византија. Така е. Кога би ги прашале. Рим, источниот Тоа е Рим. источното Римско царство. И сите имале политоним, и грците до 912 уште ромеи некои се нарекувале. римјани. Римјани. Тоа не значи дека сега треба, нели, да ги прогласуваме сите за византици или да ги прогласуваме за римјани. Туку треба да се објасни во контекстот на времето зошто тоа така се. Ова е еден историски термин кој е даден векови после Византија и кој ние сме го прифатиле во ова време. Терминот така Византија, да, даден векови. Затоа, например, кога се да. вели во средниот век за Бугарија, тоа не значи дека се работи за етникум. Бугари, туку за политоним. И така натаму. Тоа го објаснувавме и во првиот том, но и детално и со Стојко Стојков. Така што мислам дека сега може би за нас тоа досадно, меѓутоа јавноста на вистина се уште не ми е јасно, а лесно се манипулира со тоа. Затоа, кажав, битката продолжува. Ние сме упорни. Ние сме упорни и еве ги 24-5 минути до крај имаме. Добро, тука се документите, при крај сме со овој период. Добро. Ќе ги прочитаме сите. Да продолжам понатаму. Ево го Алонсо де Ерсилја. Да, тоа е со поезијата. Еве ја песната. Еве ја песната. Еве, стварно видиш Булгарос, Гриегос, Македонес, Туркос, Албанес. Значи, тука се сите околу македонците и македонците се тука. Еми да. Ричард Нолс, Британска империја. Ете, се одиме во Британија. Со западњациве, мајко му стара. 1603 година. Во книгата на Ричард Нолс, Општа историја на турците од 1603 година, се зборува за покорените народи од османлиите. Албанците, персиците, сиријците, египтјаните, србите, унгарците, бугарите, епирците, македонците и тракијците. Ете ги тука, ја има делот од страницата. Го има зумирано или вака? Да, и насловната страница. Еве. Боже. Зари ти, сине Ричарде Нолсе. Ова е насловната страница. Не име срам вака да им прави на комшиве, бе, бране. Оти вака. Ова го забележал еден виден хрватски професор, за кој после прочитаниве работи ќе разговараме за него, како тој исто така ги се соочил со овие документи, затоа што е експерт за тоа, но некако не му се даваше значење само заради таа политика да се промовира и да се форсира словенството, пансловенството, блискоста, не знам, со... А тоа нема врска со науката. Науката сосема подруги. Добро, и тоа е политички проект. Така е. Значи, тоа е конструкција. Да. И ова сега со комисиите исто е политички обид да се направи конструкција и нашите дечиња да учат онака како што е пожелба на соседите. Ќе се прашаме за тоа. Да. Добро. 1603 година, Јеронимус Мегисер, Германија.
пишува македонски. Аха, овдека ја има молитвата. Да. Боже, Боже мој, вјечни ми вјечу остави ме. Значи, зборови кои може да ги разберат и Ако баба лаже... малите дечиња. Боже, Боже мој, вјечни ми вјечни остави ме. Значи, тука не можеме веќе да зборуваме, ете го и далматинскиот под него. Да. Да, исто. Гледаш, само малку има нешто. Ме остави. Ме остави, да. Така, да видиме, чекај, ова е интересно. Има ли бугарски? Нема. Еве, скламинија. Бог, мој Бог, мој Бог. Ете така. Сличност. Така, Па има ти полски мене после. Сапуштил, као напуштил. Бозе мој, Бозе, гледаш, Боже мој, полски. Чемуш ми Ова опуштил. словачки горе и така натаму, бохемски. Тоа чешки, најдолу. Боже мук, Боже Озумук, Боже мук. не опуштил. Ете така. Јас ги проверив, и нив со истото значење се, ги проверив од луѓе од Чешка и Полска. Значи не може да станува збор ниту за грчки, Па не ниту личи за баш, да. ниту за влашки. Не личи нешто баш на А грчки. таму е наречен македонски во книгата, како што беше и со Тезео Амброзио Албонези, ако се сеќава, што е уште постара книга од 1523 година беше. Одиме понатаму, Да, 1622. Едвард Бреревуд, Британска империја. Во книгата негова се спомнуваат македонците кои го зборуваат нелитературниот словенски јазик заедно со другите народи. Епирци, босанци, срби, руси, подоленци, бохеми, пољаци, молдавци и други. Ете, ова е Британија, ако ја отвориш страницата, Да зумирам. ќе можеш да на англиски јазик да го прочиташ тоа. Јас овде кај мене е ситно во книгава. Macedonians. Да. Значи, станува збор и тука ми се чини употребува вулгарен јазик. Language, the Slavonic сега, tongue in Europe. некој тоа ќе го протолкува како... Да беше ова на латински напишано, ќе беше... Па еве на англиски, сега ова ќе го прочита некој од Бугарија, ќе рече, па овие сите бугарски јазик зборувале. Да, како не, како не. Изда тоа го тврдат бугарите, реално. Може би и за... А тука тоа значи уствари неграмотен јазик и така натаму. Роберт Френсис Ромулус Беларминус, 1639 година, папска држава. Во книгата се споменуваат македонците, кратко и јасно. Да. Опа. Еве ги тие белјаджи, што прават многу проблеми. Така. На цело соседство. Од и соседите се најдобри. Франсис Бионди. Франсис Бионди, Англија, 1641 година, во введниот дел на книгата меѓу старите нации, од кои може многу да се научи, се наведени македонците и грците, со што се прави јасна дистинкција меѓу овие два народи во антиката, но и во времето кога е отпечатена ова книга. Тоа време е 1641 година. Следната страница. Само вака, Macedonians. Сакам да ги покажувам. Да, нека се гледа името. Добро. 1646 Алезо Пучи Аквилано, папска држава, пишува: Турците би го направили истото, ако благодушноста и зависта на грците не го спречат Калепино, синот Бајазид, од затворите да му помогне со оружје за да ги нападне бугарите и македонците. И подолу... Турци, грци, бугари, македонци, се на едно место спомнат. Да, ете ги, така, србите, така. Сервија доле се спомнува. И да, и Сербија. Ова, бране, ова, вака, само како визит карта, вака, добар ден, повелете, добар ден. И да му речиш на колега некој твој, објасни. Така е. Објасни. Нека објасни. Најкреативно вака, можам јас да се потрудам. Денови пишувам за светско првенство шеги, пример, за братскиот народ Мароко, зашто да навиваме за Мароко, бидејќи крале Марко, копајки нива, пробил до другата страна на земјата и нели по негово име Маркоко, Мароко, нели? Да. Така можам, такви теории може да колку сакаш. Да раскажеме, да. Зависи од креативноста за мој. И слично е, значи, и со Антонио Бонфини, папска држава, се споменуваат бугари, тракици, македонци, грци.
Крај на 17 почеток на 18 српските преписи на Душановиот законник. Да, ако уште овие веќе друга тема е, меѓутоа во тука преписите на Душановиот законник, бидејќи оригиналниот не е сочуван. И сите се повикуваме на преписите. Добро. Тука издвоив 4 во кои се гледа ова издание на Српската академија. Добро. Прашкиот препис, Софискиот, Загребскиот и Раваничкиот препис, во кој може убаво да се... може и друг сме тука, ајде, само да да го покажам. Дајте, пошто ова супер. Дајте на цел екран, ке зумирам доволно да си видат. На цел екран нека е лаптопот. Одлично. Ево го прашкиот препис на Душановиот законник. Македонска го цара Стефана. Имавме и во претходниот том имаш за македонскиот цар. Така е. Така, за Стефан беше? Да, точно таму имам баш она повелбата. Повелбата. Ај прашки, ама видите се Софискиот препис што вели. Македонска го цара Стефана. Благочестива го и Христо љубива го македонска го цара Стефана. И после, ама има и друго, српска ко болгарска го далматска, значи но прво се истакнува дека е македонски цар, а потоа и на Загребски препис македонска го цара Стефана и Раванички препис македониска го цара Стефана. И сега, може ли со Софискиот препис да работиме? Да, например, да многу би ги збунил од шведската маса, многу би ги збунил. Да го искористиме тоа јадење. Чеј се, српски свет ова не е, ова е македонски свет во Србија, од Софија, со признати македонци кои што се уствари нели денес бугари, фактички србите се затоа бугари или бугарите срби, све ми се измеша, бране мајко. Ете така. Ама ајде да дадеме збор на Стјепан Антолјак. 12, да, имаме 13 минути до крај. Од Хрватска, од Задар и сакаш ли само зошто е македонски цар Стефан во пола минута за оние кои што не го фатиле контекстот од минатата книга? Зошто така е? Да. Значи бидејќи го нема оригиналот, има околу 20 преписи сочувани, во 10 од нив не се спомнува македонски, а во 10 се спомнува македонски. И сега тука може, например, секако да се толкува тоа со оглед на нагаѓањето наше. Било вака и било така. Освен дека бил македонец. Ние можеме ова да го толкуваме со сигурност, а никој да не може да го побие, а тоа е дека овие препишувачи во тој век, 1600 и некоја, 1700 и некоја, ги ставаат македонците. И го ставаат во титулата прво македонски, а потоа сите други. Што значи тоа? Дека во тоа време препишувачите сакале да му дадат поголемо значење во титуларот на царот Душан. Бидејќи бил тој крунисан во Скопје, тие знаеле дека тој Скопје е во Македонија. А сега велат, нели, тоа е стари српска престоница и така натаму. А всушност, во тоа време тие самите го признаваат дека тоа било Македонија. А му даваат уште поголемо значење со тоа што ќе му прво во титулирањето го ставаат македонското. Доволно е тоа што некој и во 1600 и некоја година, 1700 и некоја година... Без да правиме можни анализи и сценарија. Затоа што тоа другото е во сферата на... Да, теорија. Поради кралското минато... но овие ги имаме тогаш запишано и ние можеме на тоа да се повика. Сосема доволно. 12 минути до крај, одиме со Стјепан Антолјак, ќе го пуштам интегрално, па ќе го тоа е во преведиме контекст на сето ова што го зборувавме. Дали сме подготвени, режија? Дајте мој лаптоп. Стјепан Антолјак, одиме. Просто фразирање. И тражио сам сада gdje bi se moglo pojačati da se ukaže da je otkada postoji taj makedonski narod. Da li on ima svoju historiju? Je li to samo 19. stoljeće što su mu podmetali? Ili je imalo prije?
I tu, proučavajući te srednjovjekovne izvore, vidio sam recimo našto u 9. stoljeću da se u istoj jednom izvoru spominje Makedonci, napose Bugari. I to me je onda sada nateralo da sam još to dalje razrađivao i tako sam ukazao da se nikad nisu Makedonci zvali Bugari, nego da pače, Bugari su se zvali Makedonci, jer je recimo sve do Smedereva u nekim izvorima 16. stoljeća je Makedonija se zove. Imaš i na kartama i tako dalje, tako da Bugari su počeli sa ovim proučavanjem izvora s kojima smo ih mi mogli samo i tući, jer oni su gubili tu bitke. A kako smo mi ulazili u literaturu pa smo počeli s njima diskutirati, tu smo mi uspjeli. Dakle, njih su izvori tukli, i oni su onda htjeli ili ne htjeli morali priznavati da postoji makedonski narod. Сега на кратко бидејќи да пред 40 години, но зборува за истражувањата кога тој почнал можеби пред 70 години да ги прави околу Македонија и доаѓа до истите заклучоци, она што за жал сега го констатираме повторно како откривање на Америка, во смисла на тоа дека остана сето ова во рамките на академските кругови. Што не е доволно, видовме сега што значи ова прашање и историјата, зошто е битна да се проучува од секој аспект, а не да се запоставува, да речеме, одреден сегмент, кој еве сега на некој начин не прави слаби. Во ситуации кога политиката навлезе во историјата и во науката. Имаме брутален упад. И гледаме и самите што се случува. Бугарските политичари зборуваат се за историја, а бугарските научници зборуваат за политика. Значи, кога ги прашуваат, они секогаш вртат на политички одговори. Фантастична констатација. Да. И затоа велам, ова што Стјепан Антолјак го кажува е чиста вистина, потврдена, и оди и чекор понатаму, вели не само што македонците не се бугари, туку изворите покажуваат дека на места кај што е Бугарија и Србија, до Смедерево, дека е македонско. Но не навлегувајќи во тоа, нас ни е сосема доволно овие позиции кои кај Стјепан Антолјак се објавени во оваа книга 1985 година. Јас 86-та ја купив, тоа е дел од тротомно издание заедно со неговиот студент Бранко Панов. Се сеќавам тогаш баш кога се родив, кога ја земати книгата. И тука има една статија поврзана токму со името македонци, имињата македонци и Македонија во историските избори. Зошто ова понатаму не е доработено, разработено како што треба, останува, само да констатираме жалење за тоа. Но и предизвик за, нели? Да, инаку ја препорачувам таа статија да се прочита. Јас ти испратив дел од статијата во... Види, имаме 7-8 минути до крај. Ако имаме 7-8 минути до крај, може нешто да се прочита, да. Некој... Мислам, фајлот се вика Богдан. Само секунда, добро да проверам. Во мејлот. На мејлот, да. Зашто од таа другата книга... Ако има нешто време, ако има, мислам дека испратив, ако не се лажам. Да, не се лажеш, бране. Ама да не е тоа за оваа другата книга. Не за другата книга. Петро Богдано, Томазо... Не, тоа е за другата книга. Добро, ќе го оставиме тогаш за следната... за некоја следна емисија, другата книга. Имаме уште едно 50 вака за оваа книга, плюс успат што ќе испаѓаат во наредни 2-30. Мислам сме заслужиле да одмориме и во емисијата малку порано да ја
завршиме види, од нема Вовиша. никаков проблем, бидејќи ако греши мојата евиденција, греши со малку, но овде стои 434-та емисија, 10 јули 2026 година. Сите на 10 јуни се распуштаат. Јас досега никогаш, ама еве, првпат на 10 јули ставаме крај на првата долга сезона од 435 епизоди и здравје Боже ќе продолжиме септември, дали 1 септември, дали околу 8, не знам како ќе наложи програмската шема на Алфа. Овој пат ќе послушам, изминативе години не сум бил послушен, туку бев упорен како сивоња да го работам целото лето, но годинава решив дека ќе действуваме малце поинаку. Не дека немам работа, имам бајаги што да правам и ќе си се посветам на тоа, а да не бидам Најверојатно ќе слушаш, ќе гледаш, ќе размислуваш. Тоа види дека ќе ми фали Ќе во анализираш. стендап, дека ќе ми фали стендапот, ќе ми фали, Ќе ама види, има дана за мегдана на крај на денот и ова лето ќе бидам колегијален кон сите колеги, да не испадне дека овдека јас нешто глумам дека сум највреден, апсолутно не, само секогаш енергијата ме држала и имало настани ради кои што сум сакал. Сум сакал да останам и да работам, и било тоа дозволено од телевизијата и сум благодарен, како што сум благодарен и за ова време што ќе го имам настрана од камерите, малце да одморите од мене. Од Бране знам дека не сакате да... Па и од мене не е лоше малку. Викаш? Да. Кејф ми е што го започнавме вториот том и здравје Боже од септември натака планирај, спремај се, одмори и ти малку. Ќе продолжиме, да. Си продолжуваме со нашата работа и со сите други, Стојко Стојков и сите други луѓе со АЦО, од Фондација Македонија Вечна и Мирчо, нели, и сите луѓе кои што тие ги опфаќаат во нивните активности, бидејќи борбата никогаш не престанува овде на овие простори. Да живеевме во Исланд, со друго ќе се занимававме сега, ама овдека времето изискува тоа да е така и Македонија секогаш создавала услови да покрај оние чудни луѓе кои што на чуден начин делуваат, да има и луѓе кои што секогаш ќе им се спротивставуваат. И ми е чест што во таа битка одиме Јас ти заедно. благодарам што издвојуваш време за историчари, да зборуваат за историјата. Затоа што толку сме бомбардирани во медиумите со луѓе кои зборуваат за историјата, а всушност не само што немаат квалификации, тоа не значи по автоматизам дека да речеме и се знаат и така натаму, но компетентни подредени прашања за кои издвоиле 30-40 години од својата работа. Бране, се гледаме за некој месец. Се гледаме. Ти благодарам и до следно видување, чувај здравје и продолжи со работа. Благодарам. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Наредна средба ви закажувам за ичмалку месец и пол, можеби 2, кога ќе продолжи новата телевизиска сезона на Алфа телевизија. Од првата сезона, 434 емисии, доволно мислам дека беше. До наредната средба. Стандардна процедура, нема друга. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Одморете колку што може да одморите. Абсорбирајте витамин Д и сунчајте се малку. Не се нервирајте, кога гледате телевизија. Знам дека ќе очекате стендапот, ама ќе дојде тој. Иш без гајле бидете. Замислете што поодморен јас ќе ви носам од септември натака. До следното гледање. Добранек Македонијо. Главата горе.